Почитувани граѓани и представници на медиумите, го поздравуваме интересот на опозицијата за работењето на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и за министерот Николовски, и се надеваме дека ВМРО-ДПМН ќе разбере и ќе научи како треба да се функционира со една институција во функција на граѓаните и на земјоделците. Еве една бесплатна лекција за ВМРО-ДПМН како за само 2 месеци со правилна работа се решаваат проблемите на земјоделците. Ги исплативме тутунарите со износ од 25 милиони евра. Продолживме со исплата на субвенциите за останатите земјоделски сектори и за само 2 месеци новата влада исплати 50 милиони евра. Дополнително, со измените на програмите за финансиска поддршка во земјоделството и програмата за рурален развој за 2017 година се обезбедени нови 10 милиони евра финансиска поддршка за земјоделците. Од оваа сума 2 милиони евра се за производителите на пченица, пари со кои ќе се помогне да ги надоместат штетите од временските непогоди. Производителите на пченица ќе добијат дополнителни 6000 денари за хектар. За јачменот се предвидени дополнителни 1 денар за килограм јачмен. Ги зголемивме субвенциите за лозарите и овоштарите. Со измените, овие земјоделци ќе добијат зголемена субвенција од 10% по хектар со цел да се надомести дел од штетата, главно поради измрзнување на насадите. За градинарите има дополнителни 10% од висината на сегашните субвенции по хектар, а за сточарите поддршката е преку зголемените субвенции за 10% по хектар фуражни култури, или вкупно тоа се уште 2 милиони евра. Останатите 6 милиони евра се за програмата за рурален развој, односно за мерката за помош на млади земјоделци, за мерката за долгогодишни насади и приплодни грла. Во меѓувреме се распише оглас за пријавување за мерката за помош за млад земјоделец, односно финансиска поддршка од 10.000 евра неповратни средства. Ги скративме сите непродуктивни трошоци, како теховни расходи и договорни услуги. Најголемо кратење има во делот на стоки и услуги од 4 милиони денари. Земјоделците од Македонија конечно добија влада која не ги дели по партиска книшка, влада која ги решава нивните проблеми, влада која парите на граѓаните ги реализира исклучиво за нивните потреби. Благодарам.